Здраво, дечки! Еве, после некоја малку подлога пауза, поради летниот одмор, продолжуваме повторно со нови видеа. Чисто да напоменам дека премногу напорно е, значи се водат два серијали паралелно. Ќе гледам првин да го завршам овој со C# на предното што е. Потоа ќе убрзам малку со Unity, да го преврачам и тоа за основните работи и најверојатно после тоа продолжувам со нов серијал за iOS и Swift. Значи за C# мислам дека се доволни тие два и продолжуваме со iOS што мислам дека ќе е доста поинтересно. Во денешното видео најверојатно ќе има уште едно после ова. Ќе видам дали ќе го снимам денеска или утре, за низи значи зборувам. Ќе остане уште значи за Jagd.ri. Најверојатно веднаш после ова видео ќе го снимам тоа и со тоа ќе завршиме со низи. И во деновите што следат ќе гледам да ги исчистам сите овие овде што се наведени теми. И ќе остане уште нешто што неам споменато тука, мислам за events, за delegates неам зборувано, значи има уште доста теми значи за да се зборува. Значи до крајот на месецот најверојатно ќе правам видеа за овој серијал и ќе гледам истиот да го завршам, значи да има што е можно повеќе содржина. Меѓутоа доколку повторно нема некоја активност на видеата, значи не се гледат, повторно ќе паузирам и работам паралелно некои други работи, освен што ги снимам овие видеа. Така да, ќе видиме дали се ќе оди според план. За активно, значи сметам да има последното видео што го снимам, значи кога ќе има барем 50 views и да има барем неколку лајкови, дислајкови, значи сметам неколку дека 10% од тие views на 50 views, тоа се 5, значи има 3 со 2 лайк со дислайкс или 5 лайкс или 4 со 1 или како и да е. Значи тоа го сметам за активност. Па да продолжиме со денешната тема. Значи, кој што реков, значи ќе зборуваме за мултидимензионални или повеќе димензионални низи. Имам тука малку текст, може да си го прочитате. Најдобро веднаш да се впуштиме во Visual Studio. Значи од претходното видео треба да знаете како се креираат низи и бидејќи овој серијал е понапреден, значи треба да знаете што се низи, нема да зборувам за тоа. Исто како со низите, значи ги памтите овие што ги викаме коцкасти, аголни загради, големи загради, како се активирате. Значи тие беа за ги користиме за низи, кога ќе ставиме тука една запишка, тоа ни обначува дека ќе работиме со повеќе димензионална низа. Да дадем име, multi-array е еднакво на new int, бидејќи рековме ги чуваме интеджери и овдека специфираме димензиите на нашата низа. Значи ова го гледате како колони и редици. Од левата страна е ставаме бројката на колоните, бидејќи од тука надолу има 1 ред, 2 ред, 3 ред, нека биде 3, како што е пишено во таму, со 3 колони. Значи, како што реков, колоните одат на десно, значи една колона, друга колона, трета колона, четврта колона, десната бројка ни е колони, а редиците спрема ова одат на надолу, значи редици надолу. Значи, креиравме со ова повеќе димензионална низа. Сега, со два for циклуси може да доделиме вредности на истата. Од од 0 до ќе ја земеме должината на првата димензија. Get length 0, бидејќи 0, тоа е должината, оваа бројка, значи тројката. Од 0 до 3, 0, 1, 2 и врти го овој циклус. Уште еден for, значи со ова ги вртиме надолу што ни се редиците, а сега сакаме и колоните. Ова ќе окрстиме ја до multi-array get length
втората димензија, или нели од дека 0 броиме, 0,1, значи втората димензија, оваа бројка, другата бројка. И значи со овие два фора ја вртиме целата ова низа или ова уште попознато како матрица, значи ова дводимензионална низа. Значи кога првата итерација ќе ни биде, почнува од 0, ја зема првата димензија, значи одиме на првиот ред, редот 0. Со вториот циклус влегуваме во колоните. Значи вториот циклус ќе ни ги изврти од првиот ред сите колони, тоа се трите колони. И тоа би изгледало, ајде да го визуализираме овдека, значи имате 3 со 3, 3, треба и коментар ставам. Нека биде вака. 3 со 3. Значи рековме форот, значи првата итерација на првиот фор ќе ни влезе значи во првата редица овдека. За првата редица вториот фор не ги врти трите колони 1, 2, 3, потоа ќе заврши ќе ги изврши трите колони, влегува овдека, станува веќе 1, влегуваме значи во втората редица, повторно трите колони, завршува значи овој фор, влегуваме во третата редица и трите колони се завртуваат тука. Сме го задоволили овој услов и залегуваме тука. Океј. Сега да ја пополниме оваа низа со некои вредности. Значи сакаме вредностите на нашата низа да бидат овдека да имаме според овие бројки овдека 0, 1, 2, значи 0, 1, 2, овдека ќе имаме за втората 11, 12, 0, 1, 2, овдека не 11, него 10, 11, 12 и овде сакаме да има 20, 21, 22. Значи првата бројка да ни биде бројот на редицата, а втората бројка бројот на колоната. Значи 0, 1, 2 и овде ходиме 0, 1, 2 и надесно. Океј, и тие бројки ги имаме од овие и ја што ги вртиме во форот. И ја, значи бројот на редицата ни е од горниот фор, а бројот на колоната ни е од долниот фор е еднакво на. И сега ќе направиме една мала математика и помножено со 10 плюс ја. Во првата итерација, значи и ќе не биде 0, 0 по 10 е 0 и ќе има само бројките од вториот циклус 0, 1, 2, тоа е сакаме 0, 1, 2. Потоа ќе ни дојде втората итерација и тоа ќе ни стане единица, 1 по 10 е 10 плюс овие 0, 1, 2, 10, 11, 12 и втората итерација 2 по 10, 20, 20, 21, 22. И исто како што имаме во примерот, мислам дека го има потоа копирано, да, значи правиме копија од истите два фора, значи повторно вртиме целата низа и го печатиме тоа што го имаме. Ајде, правиме копија. Пазите, добро, вртиме и овдека само сакаме да печатиме. console.write. Добро. Печатиме тоа. И сакаме помеѓу бројките да имаме и едно празно место. Имаме празно место, а кога ќе изврти првиот фор, уште едно печатање на празна ред. Само ќе сме console.writeLine. Да не ни се трупат во еден ред сите. И ајде да видиме излезот од оваа програма. И што гледате баш тоа што очекувавме. 0, 1, 2, 10, 11, 12, 20, 21, 22. И за ова видео, дечки, мислам дека е доволно, па ќе видам сега дали ќе снимам уште едно после кратка пауза. Поздрав!